Денес зборуваме за избор на член на Советот на јавното обвинителство. Изборот на членови на Советот на јавното обвинителство, како и изборот на јавни обвинители, се врши без образложение за изборот, отсуство на дискусија од страна на власта, а тоа ја доведува во прашање транспарентноста на процесот. Кети Петкова, родена 1962 година од Гевгелија, магистер по правни науки, се пријавила на огласот за избор на член на Советот на јавни обвинители, објавен во службен весник на 7.6.2022 година. Магистрирала на 6.7.2017 година. Одбранила магистерски труд на тема прекршочната визави казнената одговорност. Работела како јавен обвинител на основното јавно обвинителство во Гевгелија, од каде била разрешена по 6 години, како што кажа и колегите, заради нестручно и несовесно работење во службата. По правило, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, треба изборот да се стави на пленарна седница, меѓутоа за вас нема ни правила ни прописи. Денес сме 19.7.2023 година, рокот е поминат и затоа се поставува прашањето за уставноста на изборот. Според Законот за Советот на јавни обвинители, членовите на Советот треба да бидат адвокати, професори на факултет, јавни обвинители, истакнати правници со објавени трудови во наши и меѓународни списанија. Во изминатиот период бевме сведоци како беше избрана Светлана Жупановска, која работела како стручен соработник и тоа пред Кети Петкова, која, пак ќе повторам, е разрешена од јавното обвинителство. Се прашувам каде се универзитетските професори, бившите уставни судии. Јас сум сигурна дека не сакаат да си го погазат својот труд и да бидат поданици и марионети во рацете на власта. Критериуми по стручност и компетентност тука нема. Иленче Ристовска и сама кажа дека има трговија со влијание во Советот на јавни обвинители. На анкетата од мисијата на ОПСЕ, која беше анонимна, на суди и јавни обвинители, 72% од анкетираните судии не веруваат во Советот на јавни обвинители и се согласуваат дека унапредувањето не се врши спрема одредени објективни критериуми. Половина од обвинителите не веруваат во Советот на јавни обвинители. Советот на јавни обвинители е самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавното обвинителство во извршувањето на нивната функција. Ова е само на хартија напишано. Дава мислење на владата на Република Македонија по предлогот за измени и разрешување на јавни обвинители, избира и разрешува јавни обвинители, одлучува во второстепената комисија во постапката за утврдување на дисциплинската одговорност на јавните обвинители, ја следи работата на јавното обвинителство врз основа на оцена за нивната работа согласно Законот за јавни обвинители. Со изборот, со ваквиот избор на членови на Совет на јавни обвинители, вие го моделирате Советот по желба на владата, а со тоа го моделирате јавното обвинителство. Дали овај начин на работа ви личи на европско судство? Во изминатиот период има многу дилеми. Со што вие се занимавате? Дали имате слушнато за закони или тоа не ви интересира? Дали се чувствувате одговорни за законот на работни односи кој вие го изгласавте, а Уставен суд има донесена одлука дека тој е противуставен? Дали вие чувствувате одговорност за оние 10,5 милиарди денари, пари на граѓаните, префрлени на Бехтел и Енка, а зашто и сами не знаете?
Еден ден ке се срамите што го поддржувате криминалот и корупцијата. Правото и правната држава се основа за тоа како ќе функционира државата. Доколку имавме правна држава, доколку се почитуваа уставот и законите, денес ќе имавме и функционални институции. Владењето на правото е темелна вредност и на Европската Унија, ама вие проевропските ова некако не сакате да го слушните. Со изборот на ваков начин на членови на Советот на јавни обвинители, неправдата во Република Македонија стана неподнослива. Но на секоја неправда има крај. Сите вие кои го поддржувате криминалот сте соучесници. Сите вие кои го поддржувате велепредавството сте велепредавници. Одговорна власт ќе гледа за општото добро на граѓаните, а не на сопствените интереси. Одговорна власт гледа на вистината во очи. Одговорна власт носи долгорочни мерки, а не краткорочни, чии последици сите ги гледаме. Нема толку денови во годината, колку што има скандали во кои се вмешани високи функционери од власта. Редовни мафијашки убиства, издавање пасоши на светски мафијаши, присуство на дрога во нашата држава, станавме држава магнат за производство на дрога, финансирање на своји фирми и бизниси преку фондови за иновации, ковид мерки, разни стратешки договори и така натаму. Ваквиот избор на членови на Советот на јавното обвинителство го руши и партизира целиот обвинителски систем. Затоа денес имаме доверба во судството од 1%. Затоа државата ни се движи во погрешна насока. Затоа што има двојни аршини при третмани на осомничени обвинети врз основа на тоа каква е нивната поврзано со одредена партија, затоа што имаме држава со политички затвореници за кои вие покажавте апсолутна рамнодушност, затоа што јавното обвинителство ви се распадна како специјалното јавно обвинителство ви се распадна како меур од сапуница, ама исполнето со криминал и корупција. Важно вам да ви биде добро, а животот на граѓаните апсолутно не ве интересира. Вам ви е битна сопствената комоција. Вашата влада, ако работеше за македонскиот народ, ќе ги штитеше прво националните интереси. Секој денес со владата на СДСМ и ДУИ е полошо од секој вчера. Благодарам.